дека прво владата ниту има намера, ниту ќе се меша, ниту се мешала и слично во она што се случува во било која верска заедница, така и во исламската верска заедница. Вчера беше побарано од двете условни страни асистенција од полицијата. Тројца полицајци беа испратени, тоа го знам од министрот за внатрешни работи, и тие беа таму. За нас поглавар на исламската верска заедница е оној кој што уставот и законите на исламската верска заедница тоа го утврдуваат. И не е наше ние да толкуваме или да навлегуваме во тоа. Сакам да знаете, уште еднаш да демантираме, веројатно и самата институција демантираше, заради тоа што се работи за државна владина институција, финансовата полиција, ниту била повикана, ниту присуствувала. Стигнало дополнително некое писмо, веројатно денеска, кое што треба да се утврди колку е тоа валидно и како е направено. Но државата нема намера да се меша, заради тоа што секуларниот карактер на нашиот устав е јасен. И апсолутно ќе почитуваме сето тоа што верниците во секоја верска заедница, така и во исламската верска заедница ќе го одлучат. Кој од ИВЗ е всушност поканет, ја прифатил поканата за средбата со папата? Јас нема да си дозволам да коментирам детали и суштини, тоа е право секако на поглаварот на исламската верска заедница. Секако моја работа да им служам на граѓаните, јас сум политичар, председател на владата, работа на рейсот е да им служи на верниците со исламска вероисповед. И апсолутно ние сме повикани да соработуваме во делокругот на она што значи граѓани. Дали се тоа верници или се граѓаните на нашата земја, треба да соработуваме и верувам дека ќе продолжиме да соработуваме. Ниту сум помислил, ниту ќе помислам, ниту било кој треба да помисли од политиката да се меша во верските заедници. Премиери, ги имате првичните анализи за изборните резултати од неделата. Најавивте чистка по изборите. Што покажуваат анализите? Што предизвика најголемо незадоволство кај граѓаните за да имате ваков резултат? И согласно тоа, кој ќе биде уфатен со таа чистка што ја најавивте? Дали тоа ќе биде првиот ешалон или подолните структури? Добро, прво анализите покажаа дека прашањето на името и договорот од Преспа постигнат со Грција не се причините за неисполнување на нашите очекувани резултати, затоа што на референдумот излегува 669.000 граѓани, гласаа за, потврдно 609.000 и не знам колку уште граѓани. Еве, ако вистинско мнозинство биле против, има можност на овие избори се изјаснија 319.000 граѓани за Гордана Силјановска-Давкова како кандидат, поддржан од опозицијата и од сите оние кои што беа навистина против договорот од Преспа. И тоа го расчистуваме. Истовремено, завршувањето на Охридскиот рамковен договор во правно-формалниот аспект и законот за употребата на езиците не било причина. И тоа го видовме преку анализите. Зошто еден дел од гласачите одлучија да абстинират, а се гласачи, подржувачи на 31-та партија или се гласачи и подржувачи на Стево Пендаровски концептот, посебно концептот Заедно напред, одлучија преку нивното седење дома и неизлегување на гласање да испратат порака на незадоволство кон власт. Од тие, ако се откажале од нашата поддршка, ќе ги дале своите гласови на опозицијата, односно на против кандидатот Гордана Силјановска-Давкова. Како што може да видите дека и Христијан Мицковски со неговите политики е делегитимиран, заради тоа што паднат е со повеќе од 10% од вкупниот број на гласови од последните избори, локалните избори, и не акумулира дополнителен број на гласови, а нашите разочарани гласачи дефинитивно ја испратија пораката која што излегува како врв на таа анализа, а тоа е дека се разочарани од одредени функционери, од одредени политики, кои што мора да бидат коригирани и во делот на политиките, и во делот на функционерите. Односно, не така одговорно, честно и достоинствено сите им служат на своите граѓани. Не се контактибилни дел од тие институции, дел од институциите бавно ги спроведуваат постапките административни, кои што граѓаните ги очекуваат од самите институции. Еден дел од граѓаните кои што добија голема чест да водат институции, да бидат директори, министри, носители на јавни функции, за жал се изгубија во тој дел заради тоа што се отуѓа од народот.
се поставија повисоко, тоа се моите согледувања. Дел од задачите кои што ги добиваат со поставувањето на тие функции не ги завршија. Веројатно, јас знам дека граѓаните и не очекуваат за 23 месеци сите од извршната власт да ги завршат работите, но очигледно е тука незадоволството. И затоа најавив промени. Најавив чистка, најавив реконструкции, тие ќе се случуваат, секако штом законот тоа го возможи, од распишување на изборите до завршувањето на изборите. Забрането е секакво разрешување и именување, тоа ви е јасно и на сите, тоа им е јасно и на граѓаните. Некаде после распишувањето на изборите 8 февруари се уште траеше процесот поврзан со Преспанскиот договор, како што беше ратификацијата на протоколот од НАТО во грчкиот парламент или слично, и буквално претходно не беше возможно да се прават такви промени. За време на распишани избори не се прават такви промени. Честно е да им соопштам на граѓаните дека пораката е допрена до мене. Тоа што е делокруг на надлежностите под премиерот, и затоа да, ќе има промени и тие ќе се случат и секако ќе бидат здрави и ќе ја испратат пораката за следните кои што ќе дојдат да не се однесуваат така и да не предизвикуваат незадоволство кај граѓаните, но истовремено секако очекувам тие граѓани кои што имале намера да испратат така пораката, истовремено ќе си ја прифатат и нивната и граѓанска одговорност, дека сепак на државата треба да ја дадат шанса и да излезат и да гласат на овие избори, да успеат изборите, оти неуспешноста значи секако нови политички кризи, а сите трендови од минатото на сите председателски избори кажуваат дека процентот на излезеноста во вториот круг е многу поголем од процентот на излезеност во првиот круг. Ако било за порака, било за порака, е испратена, прифатена и секако ќе реагираме. Но да дадеме шанса на државата наша, која што е одговорност на сите нас како граѓани и како гласачи на претстојните избори на 5 мај.